По започнувањето на градежните работи за рехабилитација, односно преасфалтирање на десната коловозна лента на булеварот Тодосија Паунов, општина Кочани започнува постапка истото да го реализира и на другата коловозна лента. Се работи за реконструкција на една од најфреквентните сообраќајници во градот, чија асфалтна површина има сериозни оштетувања, што не можат да се санираат со крпења и пополнување на ударните дупки. За разлика од веќе преземените активности за реконструкција, за кои се инвестираат сопствени средства од буџетот на општината, за втората фаза се бара финансиска помош, односно грант од Светска банка. Тоа ја наметнува и потребата за јавна расправа за влијанието врз животната средина и социјалните аспекти, а што ја организираше Друштвото за технички и консултантски услуги Еко Мозаик од Скопје, ангажирано преку Министерството за транспорт и врски. Главните влијанија кои од спроведената анализа ги утврдивме во однос на спроведување на овој проект се однесуваат на зголемено ниво на бучава, емисии на прашина во воздухот и генерирање на отпад при изведување на градежните активности, додека во оперативната фаза се очекува само генерирање на отпад и безбедносни аспекти кои ќе бидат во рамки на одвивање на сообраќајот на истата улица. Што значи дека проектот го оценивме дека е од низок ризик и со мерките кои ги предложивме сметаме дека овие влијанија ќе бидат ублажени и сосема елиминирани во текот на спроведување на истите. Од општина Кочани очекуваат проектот за рехабилитација на левата коловозна лента на булеварот Тодосија Паунов да се реализира наскоро по завршувањето на градежните работи на коловозот од десната страна. Се планира да се преасфалтира делницата од кружниот тек до крстосницата кај Агенцијата за вработување. На тој потек имаме целосна реконструкција, гребење на асфалтот, замена на оштетените рамници и вишњаци и нов тротоар на делот каде што нема тротоар, бидејќи во еден дел тротоарот го решивме пред училиштето Малина Попиванова, меѓутоа остатокот од тротоарот ќе биде целосно реконструиран и решен. Во овој момент, покрај ова улица, реконструкцијата на Тодосија Паунов левиот крак, кој го аплицираме сега и за него разговараме, во исто време аплицираме и за улицата Раде Кратовче и за улицата Гошо Вигентиев, како и две улици во Ризари и една во Тракање. Што значи дека тоа поголем потек, меѓутоа сепак се работи за улици и со проекти кои што треба да одговарат на стандардите предвидени со проектот за Светска банка и во овој момент не сме убедени дека ќе ги добиеме сите улици, меѓутоа веќе имаме позитивни сигнали за Тодосија Паунов, за Раде Кратовче и за Гошо Вигентиев. Реализацијата на преасфалтирањето на левиот коловоз на булеварот се очекува за напролет, со оглед што во моментот се уште се разгледуваат проектите што општината ги аплицирала во Светска банка. Според најавите оттаму, локалната самоуправа очекува покрај Тодосија Паунов да се поправа асфалтот и на двете споменати улици, Раде Кратовче и Гошо Викентиев.